Petrov sa 2-0, Pobjedi sa 2-0 po pobjedi sa Goran Makedonije i osvajač na klub basket Kup Makedonije za ove sezone. Sa 10 minuti slijedilo je svečanovito proglasivanje i dodeljivanje medalje koji je pored na pobjedičkom paketa. Osnovnički podsjetam, ostanete na svojim mjesta sa 10 minuti slijedila dodeljivanje medalje i prehod na Dino Vistoki pobjednika za Kup Makedonije. Viševski za osvojanje na trofej od pobjednik na fudbalski od Kup Makedonije za sezonu 2022-2023 na ekipa na Makedonija Đorđe Petrov. Финален куп на Македонија 30 поред. Македонија Ѓорче Петов Струга Лим Трим 1:1, полувреме 1:0. Финалето навистина обилуваше со многу возбудувања, со многу динамика, со многу акции и она што е најважно, сепак конечниот победник, оној кој во своите витрини го носи пехарот 30 поред юбилеен, беше одлучен по изведување на пеналите. Во регуларните 90 минути резултатот беше 1:1,
а истиот резултат остана и во продолжението 2 пати по 15 минути. Она што се случуваше по извидувањето на пеналите навистина е еден раритет и навистина верувам дека долго ќе се прераскажува со оглед дека фудбалерите на актуелниот шампион на првата македонска фудбалска лига, екипата на Струга, не успеа да постигне ниту еден гол од 4 изведени удари на пеналите. Долго време сме во фудбалот, сме гледали бройни фудбалски надпревари, меѓународни и светски првенства, европски и во македонската лига и сето она што го краси фудбалот, да не речем и врвните лига на шампиони. Ретко може да се најде надпревар каде што еден тим од 4 удари не постигна ниту еден гол. Таири во првиот удар шутираше високо над голот, Радевски ја погоди пречката, истото успеа да го направи и Незири, што е далеку потешко од 11 метри да погодиш пречката, отколку да постигнеш гол, додека ударот на Шабани, голманот Стефковски на Македонија Герче Петров успеа да го одбрани. На другата страна, стрелецот од пеналот во регуларниот тек на играта Филип Мишевски не успеа да постигне гол од 11 метри, односно од извидувањето на пеналите. Неговиот удар беше одбранет од голманот Јаевски на Струга. Личина беше тој што го скрши мразот, првиот што постигна гол од 11 метри. Алексовски исто така не успеа Македонија Герче Петров, неговиот удар беше одбранет, а точка на возбудувањата, односно почеток на радоста на фудбалерите на Македонија Герче Петров стави Скендери, кој постигна гол од белата точка и ги постави конечните 3:1, односно 1:1 во регуларното, 3:1 на пенали и победа на Македонија Герче Петров на ова 30-то поред финале. Да ги споменем и двата гола во регуларниот тек, првиот во 28-та минута во првото полувреме, кога судијата Игор Стојчевски од Скопје ниту секунда не се двумеше по напуцаната топка кон голот на Струга, енергично покажа на белата точка. Во таа ситуација сигурен екзекутор беше Филип Мишевски, кој на тој начин ја доведе Македонија Герче Петров во водство. Со тој резултат заврши првото полувреме. На самото полувреме гостинскиот тренер Шпети Дуро направи две измени во 46-та минута, внесе свежа крв во неговиот тим, што резултираше со мала иницијатива, блага иницијатива на Струга, која го стегаше обрачот околу голот на Македонија Герче Петров. Таквата игра, таквите измени, таквата тактика на тренерот на стружаните броди со плод во 78-та минута, како по една долга акција кога топката шеташе некаде околу 20 на метри од голот на Македонија Герче Петров, беше нафрлена и со еден висок лак со глава беше спуштена некаде на 3-4 метри од голот, а нововлезениот Фатјон Јусуфи, точно оној кој ја засили екипата на самото полувреме, успеа да го изеднаше резултатот на 1:1. Тоа беше тоа што го видовме во регуларниот дел, а она што се случуваше во продолжението 2 пати по 15 минути и пеналите веќе го опишавме. Се на се коректен надпревар, добра организација на Фудбалската федерација на Македонија на тренинг центарот Петар Милошевски во Скопје, се помина во најдобар ред без никакви инциденти, проблематични ситуации на теренот и околу теренот. И на крај пехарот патува во Герче Петров, Македонија Герче Петров е победник на 30-то поред финале на Купот на Македонија. Во секој случај честитки за двете екипи, честитки за публиката, честитки за спротивставените навијачки табори, честитки за организацијата на овој надпревар и рекол пехарот патува заслужено сепак во Герче Петров.
Wow.
Jaki oddają, słabnie oddają. Добивання того. Се опрашање изведувањето на пеналите, од секогаш нели тоа било рулет серија, меѓутоа тука е неопходна среќата, тука е неопходна она фортуна и во конкретниот случај голманот Христијан Стефковски, голманот на Македонија Ѓорче Петров, имаше еден мал свој ритуал кој камерата на продукција Скок успеа да го забележи. Едноставно ја побара таа фудбалска среќа, да не речам се помоли на Господ да успее да фати некој пенал или да одбрани. Сето тоа се случуваше во таа мини пауза пред изведувањето на овие удари од белата точка. И ете, можеби на овој млад голман Христијан Стефковски сепак му беше услишена неговата желба и на крајот успеа да одбрани еден пенал, оле на Шабани, кој на крајот се покажа дека беше решавачки, со оглед дека личи на Искендери постигнаат 2 гола и на тој начин со 3:1 Македонија Ѓорче Петров ga победи Струга.